Димитар, здраво, добре дојде во Хајп Македонија за прв пат. Кажи ми како си? Здраво, добро ме најдов. Ви благодарам за поканата да бидам дел од оваа прекрасна телевизија. Еден голем поздрав до вас и голем поздрав до сите што ја гледаат оваа телевизија. Димитар, ние кога објавивме за тебе на нашиот портал, веста стана вирална. Значи, буквално немаше кој не ја прочита, имаше многу прегледи. Што тоа значи? Дали Димитар ни е еден од нашите најпопуларни артисти, музичари на сцената и кажи ми како ти и твоите видеа успевате да бидете толку вирални? Можеме да приметиме на твоите социјални мрежи дека имаш премногу видеа од твоите настапи, од дома како вежбаш со твојата хармоника. Како успеваш да доловиш толку многу прегледи и да речеме и следачи, и лајкови? Па вака, пред се да ви се заблагодарам за тоа што ја објавивте веста. Мене ми е многу драго што е можам да кажам една од најгледаните вести на вашиот портал. Виралните видеа станаа од како почнав да објавувам нешто, јас може со мои зборови да си го кажам, нешто адреналинско, значи кратко, 20-30 секунди, но некои брзи технички работи. Значи, кај што првите 2-3 секунди ќе го одземи целото внимание на публиката и гледам дека моите видеа се доста препуштани, значи си ги препраќаат и стануваат, можам да кажам, голем дел од тие вирални видеата. Како се чувствувам, дали сум јас најпознат артист, па искрен да видам, јас не се чувствувам за така. Јас сум пак тој Димитар што сум бил и пред да видам дел од естрадата, така да со Господ напред се надевам дека ова е само еден мој почеток и мојата крајна цел не ја гледам, сакам само да работам, да се градам пред се и како личност и како музичар и се надевам дека допрва треба да постигнем уште поголеми успеси. Едно од твоите видеа на Инстаграм имаше повеќе од 1 милион прегледи, што е тоа премногу. Некои од нашите артисти немаат по толку прегледи, што се по многу време на естрадата. Кажи ми, која е тајната да се направи една таква содржина и да привлече толку големо внимание? Па искрено за тоа видео бев скептик дали да го објавам. Значи тоа првен го имав објавено неколку месеци пред да го објавам како рилс на стори, а исто така го пуштив на TikTok и видов дека на TikTok има повеќе од 400.000 прегледи. И беше интересно што се враќавме со мојот бенд, со Dream Team од Австралија, бевме на турнеја и на аеродром како чекаме авионот за да се враќаме за назад. И случајно си реков да го пуштам на Инстаграм да видам дали ќе добие исто прегледи како на TikTok. И беше интересното што летавме од Мелбурн за Малезија и кога стигнав Малезија веќе имаше 10 сати поминато од рилсот. Фатив интернет, се уклучив на Инстаграм и веќе клипот имаше повеќе од пола милион прегледи за нецели 24 часа. И така си растеше тоа видео и сега мислам дека има повеќе од 1.100.000 прегледи. И секој наредно видео од тоа и има по 500, 600, 700.000 прегледи, така да сега генерално сите видеа одат вирални. Димитар, како започна твојата љубов кон хармониката? Прочитав некаде дека само на 3,5 годишна возраст си почнал да свириш. Како, од каде ти дојде тој момент? Кога точно сфати дека ти си роден за оваа професија? Па да, точно 3,5 годишна возраст, значи потекнувам од музичка фамилија. Моето семејство се сите музичари, значи наследно ми е љубовта кон хармониката. Мојот татко е исто хармоникаш. Сакам да се ги поздравам моите родители, мајка ми, татко ми, сестра ми, моите внуки, кои ми значат премногу во мојот живот и ми ја даваат максималната моја поддршка и може да кажам и поради тоа сум на некој начин успешен. Значи, од 10 годишна возраст почнав на приватни часови кај професор во Битола Кирил Стојчевски. Со голема работа, голем труд го постигнав ова што го имам постигнато сега. Кој или што те инспирираше на 16 годишна возраст да направиш свој албум? Значи, првиот твој албум со авторски композиции е направен на 16 годишна возраст. Како се инспирираше за тој албум? Па видиш, животна желба ми беше од секогаш да имаме на едно мое CD издание и тоа го
го направи со поддршка на татко ми, морам да кажам, значи ми даваше поддршка и благодарение на него успеав јас на мои 16 години да напишам 8 мои авторски композиции, од кои другите две беа на мојот професор, така да тогаш бев втора година во средно и беше искрено, беа сите изненадени дека мислам дека досега нема никој издадено на толку млади години свој албум со своја авторска музика. Подоцна имаш уште еден албум, а третиот е на пат, како што знам. На 19 години го издадов мојот втор албум, исто со моја авторска музика, имаше и некои преработки. И еве сега го работам мојот трет албум. Јас веќе имам композиции за да го комплетирам, но се насочив пред неколку години стилски да биде овој трет албум стрикно со некои латино призвуци. Така да не сакам да ги мешам стиловите во ова CD издание, сакам да биде цел албум со исти призвук. Се приклучи на групата Dream Team. Какво е твоето искуство како нејзин член? Па да, дел сум од групата Dream Team веќе трета година, значи чест и задоволство ми е што можам да бидам од дел од таа екипа, значи тие се врвни музичари, цела Македонија ги знае за кои музичари станува збори. Има многу позитивна енергија во таа екипа и јас можам искрено да кажам дека со среќа одам на сите наши свирки, еве на нашите снимања и сум горд, слободно можам да кажам, поради тоа што сум дел од таа екипа. Со кои македонски изведувачи се настапувал досега и кој од нив ти има оставено најдобар впечаток? Па искрено имам соработувано со сите. Со сите, еве, имам снимано емисии со Владко Лозановски, значи со Сузана Гавазова, со Анета, значи да не пропуштам некој ќе ми извинат, значи имам со сите соработувано и сите на свој начин се многу добри уметници, така да соработката се надевам дека со сите ќе продолжи и мене ми е чест да соработувам со секој еден од нашата страна. Постои ли некој од нив што е така малце покомплициран? Па искрено не можам некој да издвоам така, сите се. Јас слободно можам да кажам дека уметниците сите носиме добра душа, така да нема во музичарите зло. Димитар, многу ме интересира, пошто често патуваш, константно се по настапи, некои снимања, свадби, разни случувања. Како успеваш да балансираш помеѓу настапите во живо, снимањата на нови композиции, одржувањето на активноста, морам да ја спомнам на социјалните мрежи исто така, и приватниот живот? Искрено да кажам е малце комплицирано. Значи, цело време си активен и сакаме да престигнеме на сите страни, но јас секогаш го кажувам тоа дека тоа што се работи со љубов не е никаков проблем да се престигне, така да и ова моето. Значи, пробувам да се фокусирам и на социјални мрежи, да стигнем на настап, да најдам време да си посветам на самиот себе, да излезам, да извежбам дома, поради тоа што нашата професија мора да ја работиме константно. Не смееме да изоставиме ден, два или три, значи мора да работиме константно, да вежбаме за да се одржуваме во форма. Кои се твоите идни планови во однос на музичката кариера? Дали подготвуваш нови проекти за твоите фанови обожаватели? Па да, како што кажавме, го работам мојот трет албум. Се надевам дека за неколку години ќе биде промовиран, поради тоа што ги вадам како композиција по композиција и спремаме нови проекти со Dream Team, така да нашата публика ќе има многу музика што ќе ја слушни во наредните неколку години. Видов еден видеозапис многу интересен, сниман на самата улица Рекорд, што е најпрометна кај нас во Скопје. Тоа стварно беше така снимано на сред пешачки или? Тоа беше многу интересно, ќе поздравам Даниел Јовески. Значи беше еден интересен момент кога работевме тој видеозапис, така да и малце беше специфично поради тоа што знаеме на Рекорд колку коли поминуваат и каков е сообраќајот тука. И на пешачкиот премин кој ќе беше црвено на возилата, го
местевме столот и некој си 10-15 секунди свирев, светнува зелено Даниел ми вика станува и го земав столот да и си бегав. Колку време ви требаше да снимате една сцена таму? Па неколку сати снимавме таму. Само знам дека беше многу ладно и правевме паузи. Пример, снимавме 1 сат 15 минути пауза да се стоплиме малце, така да, ама интересно, ќе остани за мене за паметен и се надам дека на нашата публика му се допадне тоа видео. Димитар, многу си успешен за твоите 25 години. Можам да кажам слободно дека си узор на помладите твои колеги. Што би им препорачал на младите музичари кои сакат да започнат кариера со хармоника или можеби некој друг инструмент? Па вака, пред себе би му препорачал да работат со својот инструмент, да слушаат многу музика, значи да ги слушаат и постарите уметници, каде што можеме да научиме многу музика, да пробуваат да компонираат нивна авторска музика, да снимаат авторска музика, да вадат албуми за да остават позади нив нешто што ќе остане во наредните пример години во нашата естрада. Како член на Dream Team, како гледаш на еволуцијата на македонската музичка сцена и улогата твоја во неа конкретно? Па слободно можам да кажам дека во Македонија има многу добри артисти, изведувачи на своите инструменти, значи женски, машки вокали. Мислам дека недостасува тој момент на снимање на авторски, нови компонирани македонски песни. Значи мора да се поработи повеќе на таа проблематика и знаеме сите дека во моментот каде што живееме е потребно повеќе да секој од нас да биде активен на социјалните мрежи. За жал не го работат сите тоа, значи сите знаеме дека Инстаграм, ТикТок, Јутуб е во моментот најдобар маркетинг за секој од уметниците, така да мислам дека на тоа треба повеќе да се поработи и како што кажав, значи медиумите да бидат подостапни за успешните уметници во Македонија. Димитар, ти благодарам на овој прекрасен разговор. Јас за крај би сакала да те слушнам како свириш на твојата хармоника, имам таа привилегија во живо, еве и нашите гледачи да видат пошто тоа е познат нашиот Димитар и е толку вирален на социјалните мрежи. Ви благодарам, ми беше чест што можам да дадам интервју за Hype TV. Јас сум Димитар Митровски, а вие гледате Hype Македонија.